Републиката ќе се збогати со 20 фитнес зони, како што кажа, теретана на отворено. Воодушевува фактот што овие импровизирани справи, кои што може да ги забележите и зад мене, на повеќе локации може да се најдат по течението на реката Вардар во метрополата. Моментално се користат како фитнес справи, импровизирани, повторно ќе кажам, ќе се заменат со модерни и нови фитнес справи. Ќе се стартува во 5 општини. Што всушност ќе сочинуваат овие фитнес зони, телевизија Нова разговараше со директорот на Агенцијата за спорт и млади Маријан Спасески. Предлагам да погледнеме во продолжение. Во овој проект кој што ќе се простира некаде на површина од 180 метри квадратни, ќе има поставено вкупно 8 спортски реквизити, на кои што паралелно ќе можат да вежбаат од 2 до 3 граѓани, пред се млади луѓе. И јас верувам дека ќе наидеме на вистинско расположение и позитивни реакции кај сите граѓани, имајќи во предвид дека првичните реакции откако вчера председателот го најави овој проект се и повеќе од позитивни, и покрај тоа што бевме најавиле 18 фитнес зони за почетокот, овој проект го проширивме за 2 нови фитнес зони со општината Штип и со уште една фитнес зона во парк Шумата Газибава, а верувам дека откако ќе бидат завршени сите, ова ќе биде само прва фаза, веќе во втората фаза ќе бидат проширени во други општини низ цела Република Македонија. Веќе наредната недела ќе се започне со изградбата во 5 општини, дека спортот премина веќе и во начин на живот, еден тренд на живење. Во моментов може да забележите 10 часот и некои 15-20 минути, а веќе на кеот на реката Вардар можат и да се забележат голем број на спортисти, без разлика што во моментот на вистина е јако сонцето и се чувствуваат веќе, еви по ние што стоиме се чувствуваат сончевите зраци, дека печато не ги спречува граѓаните да спортуваат. Интересно е што за прв пат во Македонија ќе имаме можност реализација на еден ваков навистина голем проект, а тоа е теретана на отворено. Ќе кажам дека оваа теретана ќе биде отворена за сите генерации, од најмладите па до највозрасните, сите оние кои што се чувствуваат витални да ги користат реквизитите и да спортуваат. Уште еден податок дека навистина спортот во моментот е навистина голем тренд е што од рано наутро кеот на реката Вардар па до доцна навечер, се разбира од временските, од зависност од временските услови, е навистина препон со граѓани кои што трчаат, возат велосипеди, тротинети, ролери и така натаму.